Понеделник, 2 февруари, кратки вести во 12 часот. Огласите за вработување во овој период од годината се почести по дуќаните во чаршијата, низ градот и по медиумите. На проблемот со работници веќе подолго време реагираат и собствениците на поголемите компании од Охрид. Како најчести причини се посочуваат релативно ниските плати што се нудат во градот, големиот број на вработувања во поголемите компании кои отворија погони во Охрид и околината. Познавачите проблемот го лоцираат пред се кај фактот што огромен број млади луѓе се иселија од градот и заминаа надвор од државата во потрага по подобри услови за живот за себе и своите семејства. Не помалку важна е и белата чума која го одесеткува бројот на населението не само во градов, туку и во цела држава. Охрид прес темата ја следи подолг период наназад и според анализите, средношколците веќе неколку сезони наназад ја спасуваат сезоната во Охрид. Сега повторно сме исправени пред прашањето кој ќе ја спаси предстојната. Извештајот до седиштето на УНЕСКО е испратен, се чекаат препораките за Охрид и Охридскиот регион. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков истакна дека станува збор за наследен долгогодишен проблем. Изминатава година и половина биле направени бројни интервенции и заложби во Охридскиот регион, биле донесени повеќе заклучоци на Комисијата за УНЕСКО, а се формирал и кризен штаб. Она што можевме да го направивме, треба да очекуваме се, истакна министерот Љутков. УНЕСКО на ланската сесија го одложи впишувањето на Охридскиот регион на листата за грозени светски наследства. Каков ќе биде исходот годинава по доставениот извештај ќе се знае во јули. Граѓаните може да го следат во живо квалитетот на воздухот во Охрид на водечкиот локален информатор интернет порталот Охрид Прес. Веќе подолг период наназад Охрид често е помеѓу градовите со највисоко загадување на воздухот во државата. Податоците можете да ги следите преку посебен банер кој излегува на секоја објавена вест и во реално време го покажува нивото на загадување. Според надлежните, во случај на надминување на прагот на информирање за PM10 честички, 2 последователни дена со среднодневни концентрации над 100 мг на метар кубен, се применуваат посебни препораки. Времето денес претежно облачно со услови за слаб дожд, дува умерен ветер од променлив правец, максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.